во однос, сакам најпрво да ја расчистам дилемата во однос на ваша председателка, да, зборував дека е од редовите на вашата претенечка група, ворете тоа. Меѓутоа, во однос на тоа, дека немало точки на дневен ред, почитуване колешки, немојте да ја замајувате јавноста со вашето нефункционирање. Имаме комисија, односно имаме пленарна седница со 70 точки на дневен ред, која што се уште не ви е закажена, односно дневниот ред не ви е поминат. Затоа немојте да ја замајувате и само зборувате за продолжување. И на овие продолжувања и да биде еден закон, сите ние треба да се произнесеме по него. Затоа зборуваме во однос на принципиелност кој што сме ја имале во комисијата и затоа сакаме да продолжиме во духот на ова. Ниту менува нешто, ниту ќе смени ако истата се презакаже за слободен ден утре задутре. Вие сте чекале повеќе од година време. И сега давате предлог истите извештаи да се разгледат со наредните. Па да, дојде време и за истите да се разгледат со наредните. Меѓутоа, зборуваме за да можеме да ги нотираме забелешките да не се повторат во наредниот извештај за добробитта на секој граѓанин во Република Македонија. А тоа во однос на итноста и тоа што се обидувате овде на мускули да протуркате одредени работи, ниту ви поминува во јавноста, ниту ќе ви помине. Нема итност во ова постапка, зошто бидејќи ова парламентарно мнозинство чекаше една година. Зошто досега не ги разгледавме овие извештаи? И да ја закажена комисијата, кажувате дека ја закажена пред 2 недели и да биде пред 2 недели. Колку време има поминато од кога се доставени извештаите во законскиот рок од самите надлежни институции? Немојте да зборувате за итност. Дајте со разумност да ги разгледаме овие точки, бидејќи ќе кажам, ова е се суштински извештаи од кои што зависат многу работи во понатамошното дејствување и понатамошната прилагодување на нашите законодавства спрема Европската унија, каде што сите се стремиме да одиме заедно. Ви благодарам.